Откако лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски викендов најави дека се откажува од парите за референдумската кампања за истите да се вложат во решавање на просторниот проблем во Тетовската гимназија, и СДСМ се сетија дека учениците македонци со години мака мачат со нормално одвивање на наставата, но повторно без конкретни решенија. Туку најави и ветување дека проектот за доградба на гимназијата ќе се реализирал, заборавајќи се чини дека истото беше ветено и пред почетокот на минатата учебна година од тогашната министерка Рената Десковска. Локалната власт во соработка со централната власт го подготви проектот. Одобрение за градба е добиено од страна на општината. Проектот е моментално во Министерството за образование, се доработува проектот и се надевамо дека во септември оваа училишна година ќе почне со изградба и реализација на проектот изградба на гимназијата Кирил Печиновиќ. Учениците македонци не заслужуваат лаги и празни ветувања, туку нормално и достоинствено образование, реагираат и тетовци. Може со нив да се разбере некој, си има некои планови, си прават си тера они како одговара, го лажа народот и тоа. Ќе каже као ајде ќе правиме, па ги нема, па све начини, не само образование, и здравство и све. Долго време траеше, долго време обеча дека ќе биде, би требало да се реши. Жалосно децава за да погоре подоле ода за да немаат никаков правец. Тетовските гимназијалци од македонска настава и оваа учебна година ќе ја започнат во објектот на стара медицина со скратени часови, двете смени заедно. Нивната голгота трае со години, период во кој учеа буквално по разни објекти и згради без минимални услови за настава.